би сакал да споделам со вас податоци за тоа како течеше оваа наша 11-неделна авантура, би рекол, низ лавиринтите кои ги создадоа национализмот версус патриотизмот, или за тоа како ние се обидувавме да ја дефинираме разликата, ако постои, а откривме дека постои, меѓу патриотизмот и национализмот. Пред се во проектот ние вклучивме голем број граѓанки и граѓани преку анкетите. Нашите тимови, тимовите на Цивил, беа на улиците низ Македонија, во градовите низ Македонија и разговараа со голем број граѓанки и граѓани, од кои иако беше нашиот обем 50 лица со кои ќе разговараме на улиците, таа бројка беше далеку надмината во контактите со луѓето низ Македонија. Тоа што е многу важно е за нас како организација, мислам дека е интересно за јавноста, е дека граѓанките и граѓаните многу добро ја знаат разликата меѓу патриотизмот и национализмот. Многу добро знаат што значи да се сака сопствената земја, а од друга страна добро знаат и какви се последиците од тоа под изговор на љубовта кон земјата да се мразат одредени заедници, или пак да се мрази одредена држава, или да се мрази одредено нешто. И тие многу добро го знаат, тоа многу не радува, бидејќи говори дека во Македонија сепак политичката култура не е на ужасно ниско ниво, како што дел од нас имаат тенденција да веруваат. Затоа и почнав со нив, со граѓанките и граѓаните со кои разговаравме низ цела Македонија, и можам само да споделам неколку наслови од прилозите, видео прилозите што се присутни на нашата YouTube платформа, односно на нашата медиумска платформа civilmedia.mk. Еве само 3-4. Национализмот е себичност. Партиите се виновни за национализмот. Овој став е многу присутен кај граѓанките и граѓаните. Не велат владата, тие велат партиите на власт, партиите во опозиција, малите партии, големите партии. Тие, според голем број граѓанки и граѓани, се генератори на негативните последици од процесите во Република Македонија. Национализмот не звучи убаво. И низа други наслови кои ќе ги најдете на медиумската платформа. Важно е во овој процес граѓанките и граѓаните да им овозможиме да донесат информиран избор. И во таа смисла би сакал да предам на една категорија која е многу важна, извонредно важна во овој период во Република Македонија, а тоа се колумнистките и комунистите. Тоа се луѓе кои го создаваат јавното мнение. Меѓу нив има многу познати имиња кои ги знаеме со децении наназад, меѓутоа имаме и остри пера, таленти кои се пробиваат низ густата магла од пораки и од пропаганда и кои навистина интересно гледаат на нештата, директно, остро, отворено говорат за појавите и за процесите. Сепак, јас би сакал да кажам дека во 20-те колумни кои влегоа како дел од овој проект Патриотизам да, национализам не, 20-те колумни беа во 5 случаи колумни на луѓе кои соработуваат со Цивил или кои ги замоливме да бидат дел од нашата колумнистичка екипа. Дел од нив се денеска со нас и им благодарам за нивното време, а инаку останатите колумни беа на луѓето со кои ние соработуваме или сме колешки и колеги во координативната канцеларија, и дел од нив се, поточно целата екипа на Цивил практично е денеска овде, и тие во најголем дел пишуваа во овој период. Еден наслов би сакал да издвојам од Злате Лозановски, кој денеска не е тука, чија колумна носи наслов "Патриотизмот ја брани државата, а национализмот се брани со неа". Еден наслов кој многу кратко, но сликовито ја прикажува нашата определба, односно нашата ориентација да гледаме на овие две
на овие две категории на однесувањето политичко-општествено во земјата. Исто така, имавме и 15 интервјуа, може би и повеќе, интервјуа со јавни личности, со opinion makeri, со представници на граѓанското општество и така натаму. Единствено на крај би сакал да кажам дека нашата организација и порано по други поводи има јасно, гласно и недвосмислено кажано дека национализмот е алатка со која се служат деструктивните елементи и структури во Република Македонија. Тие го попречуваат демократскиот процес. Наша сериозна забелешка е упатена до институциите. Тие едноставно не знаат или не сакаат или имаат други проблеми или други приоритети да се справат со големите проблеми кои национализмот, говорот на омразата, лажните вести, повиците на насилство ги предизвикуваат во земјата. Институциите едноставно се уште не нашле капацитети да одговорат на овие предизвици. Само еден пример, неодамна од една работна средба со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, дознаваме дека над 100 случаи на говор на омраза, на други дела поврзани со национализмот, со повиците на насилство, со радикализмот и екстремизмот, се пријавени во основното јавно обвинителство. Мислам дека во оваа просторија нема да се најде некој што ќе крене рака и ќе каже да, има еден случај кој заврши, кој го покрена основното јавно обвинителство и заврши. Некако. Тоа, мислам дека, еве, го вртам погледот лево и десно, мислам дека нема таков човек во оваа просторија кој ќе каже да, основното јавно обвинителство постапи по пријавата на Министерството за внатрешни работи. Тоа е една многу силна, сериозна илустрација за тоа што се случува во земјата и дека во такви услови, во еден динамичен, многу значаен процес, граѓанките и граѓаните се наоѓаат меѓу чеканот и накованото. Сметам дека тоа е причина и аларм повеќе институциите да се покренат и да направат нешто во врска со тоа. Во тие, значи 15 интервјуа, 20 колумни, 50 граѓанки и многу повеќе кои можеби не се во YouTube каналот на Цивил, меѓутоа се застапени во други извештаи и други медиумски прилози кои Цивил ги правеше во времето на спроведување на проектот, беа еден многу добар придонес за целиот процес. Мислам дека заслужува да биде мултиплициран, да биде преземен од медиумите, да биде преземен од граѓанските организации, од поединците, од групите и иницијативите. Јас би сакал многу кратко да подсетам на два графити. Едниот датира од 1992 година на самиот праг на Сараевската воена касапница, кога некој националист напишал "Ово е Србија" на ѕидот на една установа за вечерта да дојде некој човек и да напише "Ово е пошта, будало". Тој графит е навистина вечен, според мене, и резко, јасно ја истакнува разликата меѓу националистите, меѓу оние кои се тотално ирационални и кои се дел од група. А овој човек кој дошол таму и напишал "Ово е пошта, будало", тоа е индивидуа, тоа е човек со слободна волја, кој може би бил патриот, кој може би не бил патриот, кој бил еден човек кој гледа разумно и реалистично и со своја глава на работата. Затоа и лично сметам и мислам дека сум на иста линија со поголем дел од луѓето кои се во некаква релација со нашата организација, но и во многу други организации и медиуми. Дека кога ќе се соочиме со една националистичка хистерија, тоа е една многу монолитна, еднобојна маса.
која знае често да биде и добро организирана, бидејќи таквите структури, таквите бројки на луѓе или маси на луѓе се одлична алатка во рацете на оние кои сакаат да менуваат нешта или да спречуваат нешта, како што се демократски процеси, како што е напредок, прогрес и сето тоа. На другата страна се индивидуи, мажи, жени, трансджендер, определени, неопределени, патриоти или луѓе на кои им е сеедно, една шаренолика маса која пред се иманентна им е слободата на изразувањето, слободата на личноста, индивидуализмот и една маса на креативни луѓе кои може и да се судрат со мислењата, може да бидат сосема различни еден од друг, а всушност формираат една маса од луѓе. Лошо ми е, мислам дека е погрешно да се нарече маса, меѓутоа една заедница поширока која се издигнува над категоризации кои луѓето ги сметаат за бројки или само како делчиња од една еднобојна, би рекол безбојна, деструктивна, мрачна енергија. Се разбира, 92 година нема да биде годината кај што ќе застанам, сакам да дојдам сега, тука, и да ви посочам еден друг графит кој деновиве се појави на зидовите од Скопје, во ГТЦ мислам дека и беше објавено од моите колешки и колеги, фотографија која го трансформира слоганот "Смрт за шиптарите" во "Смрт за омразата". Се гледа што има од оздола и мислам дека е тоа исто така дел од пораката на оној кој ја трансформира оваа порака и мислам дека ваквите графити ќе ги гледаме се почесто. Јас не би бил овде да не сум оптимист. Или да се вратам во една поствоена Босна, 95-та година. Прашувам еден млад човек таму, кој бил зафатен во виорот на опсадата на Сараево 4 годишна, и му велам, го замолувам накратко да ми опише што мисли за војната. Што беше оваа војна во Сараево, во Босна, во екс-Југославија. Тој вели, наш болам, ово ти е био рат рок-н-рола против народне музики. Се надевам дека рок-н-ролот ќе победи.